Дали господја Силда знае? Од каде би знаела? Тој ѓавол сигурно тајно ја сменил својата ќерка. Инаку зошто би се обидувала да ја држи си страјеше подалеку? Ај, Боже Господе! Денес не можам да излезам. Поточно не ми дозволуваат да излезам сега. Само момент, душа. Фатма, ајде да подготвиме појадок за нас. Сите почнаа да излегуваат. Добро. Излегов во дворот за да можам мирно да разговарам. Всушност, ја сакав да те повикам. Берен вечерва излегува на вечера со Али. Плюс сите во семејството те знаат. Се чини дека Берен на семејството им раскажува за секоја средба со Али, обидувајќи се да ги навикне на оваа ситуација. Да. Гледај, Шуле, постои само една личност што може да ја спречи оваа ситуација. Тоа е господинот Керим. Направи што можеш. Дојди вечерва, ако можеш и разговарај со господинот Керим, само тој може да ја држи Берен подалеку. Ај, не знам, кажи нешто. Дека си бремена или нешто измисли. Значи ќе кажеш, ќе измислиш нешто. Нестрин, ајде. Доаѓам. Веднаш доаѓам. Гледај, сега морам да затворам. Како што ти реков, вечерва задолжително дојди тука и разговарај со господинот Керим. Кажи дека многу го сакаш Али, дека Берен го збунила. Тој веќе ќе те разбере. Дури можеш да го замолиш да не му каже на Али дека разговарал со тебе, во ред? Во ред, ајде. Ајде ќе се слушнеме, ајде. Чао. И сигурно ќе оди и ќе каже дека е бремена. Која е бремена, Кирко? Никој. Гледај ме, пак во нешто се мешаш? Мамо, јас не правам ништо посебно. Гледај, оваа султан сигурно ќе направи хаос. Ќе го принуди господинот Керим да не истера од куќата. Јас се обидувам да направам хаос за да ги спречам вечерашните разговори, само тоа. Се колнам, ништо не те разбрав. Во ред, мамо, не ти требаат деталите, ајде да појадуваме, ајде. Керко, можеби јас можам да направам нешто, кажи ми, ајде. Не, мамо, нема потреба да се мешаш ти. Секогаш кога сакаш да помогнеш, работите стануваат уште полоши. Ајде. Неблагодарно дете си ти. Ајде. Што барам јас со оружје? Хазим ве излажал. Не се прави толку невина, тет Кајше, го погоди Хазим во ногата. Ако го имав, зошто не би го дала, сине, што ќе правам со вашето оружје? Не прави се толку невина, тет Кајше. Ти го погоди Хазим во ногата и сега прашуваш што ќе правиш. Синко, зошто не разбирате? Хазим кога си отиде го зеде оружјето со себе. Нема да си одиме од тука без да го земеме тоа оружје. Ако не сакаш да ти урнеме куќата, ќе го дадеш, мораш. Ама што не разбирате? Жената ви вели дека го нема. Ќе одговарате во полиција за ово упаѓање во куќа. Синан? Остани каде што си. Не дојдовме овде да ве повредиме. Го зимаме нашите и си одиме. Зошто не разбирате? Ви велиме дека нема пиштол. Ајде губете се од тука. Кој би сакал двајца како вас пред својата куќа, а? Ако имаш оружје, веднаш ќе ви го дадеше. Што зборуваш, бе ти? Ти внимавај како зборуваш. Доста е веќе. Детето е во право. Дојдовте и ја нападнавте нашата куќа заради зборовите на Хазим. Тој отиде и го продаде оружјето и со парите играше коцка. Ајше, го погоди Хазим таа ноќ. Значи оружјето е кај тебе. Сега не лажи. Биди паметна, дај го оружјето и ќе си одиме. Ти ветувам дека ќе си одиме.
Мамо, Кога се борев со Хазим тој ден, оружјето се запали. Не беше кај мене, туку кај него. Додека Хазим се бореше за животот, јас од страв отидов и се скрив во собата. Кога излегов, ниту оружје имаше, ниту Хазим. Ќе Да пребараме правиме куќата. претрес. Ако потоа си одите, повелете и пребарувајте. Ако сакате, урнете ја. Зейнеп, Джим, каде одиш? на работа. На работа? Нели беше отпуштена? Најдов нова работа. Како така брзо? Джим, нема да веруваш, ама Несрин ми најде прекрасна работа. Несрин ли? Боже, Боже, Несрин не би помрднала ни влакно за никого. Поточно ќе кажам вака. Не прави ништо што не е од корист. Повторно лошо збори за неа. Каква корист има Несрин од мене? Кога ќе побара назад, ќе те видам. Несрин не би направила таква нешто. Плюс не е толку лошо како што мислиш. Ајде, сега престани да ми ја браниш, Несрин. Каква работа најде? Ако мислиш дека е нешто глупаво, многу грешиш. Е, добро, ајде, кажи. Ќе работам во компанијата на Керим. Кај господин Керим. Што ќе правиш таму? Чистење, веројатно. Не зборувај глупости. Ќе бидам асистент на Берен, кирката на господин Керим. А ќе трчаш по неа. А ти како да си директор некој? Има моменти кога си толку неподнослив, Джем. Па чекај, не оди. Доцнам на работа. Добро, добро. Добро. Но јас понекогаш зборувам многу глупости. Добро, прифаќам извинување, ама сега навистина мора да одам во ред, да не доцнам на првиот ден. Чекај малку. И јас денес сакав да те повикам, дали сакаш да се сретнеме. Сакам да те прашам нешто за Акиф и Несрин. Акиф ми рече, праша ја Зейнеп зошто ја тепав. Каква глупост! Од каде би знаела јас? Вели дека имало врска со Несрин. Зейнеп, што се случи со овој човек за да ти истепа на улица, а? Джем, слушај, доцнам, мора да одам на работа. Зейнеп, ако не ми го кажеш ова, знаеш многу добро дека нема да те оставам на мир, така? Воопшто нека не те засега причината, добра? Ама знам јас дека тој има проблем со Несрин, Акиф го кажа тоа. Оди, праша ја Зейнеп, нека ти каже какви глупости прави твојата сестра. Какви глупости прави Несрин? Овој човек навистина е најлошиот човек на светот и уште без срам зборува така. После се што му се случи, човек би се срамил да излегува помеѓу луѓе, ама навистина нове воопшто не му е срам. Па те прашувам каква врска има тоа со Несрин, кажи ми што се случи. Джим, слушај, те молам оставиме на мира, во ред? Те молам оставиме, ти велам доцнам на работа. Порано или подоцна ќе кажеш, Зейнеп. Побареа Несрин и праша ја. Ај, многу се изморив. Денес ки се сретнам со стара пријателка. Ти ќе одиш во низината куќа или надвор ќе се видите, баба? Надвор ке се видиме. од кога сте дојдени немате излезено и за вас ќе дојде добро. Не ми е досадно мене од седење дома, ама од кога дојдов во оваа куќа, некако е многу чудно. Многу се задушив, многу. Малку излегување ќе ми помогне. Ама, мамо, ние ти велевме, ама ти воопшто не сакаше. Бидејќи ти не се мешаш, јас се мешам. Во тоа не можеш да ме обвинуваш. И јас на почетокот сакав Фатма и Несрин да си одат, ама кога Керим рече да останат кај нас, не инсистирав многу. Не треба ни Керим да го ставиме против нас. Веднаш се враќам. Вчерашните работи многу ме изморија. Мајка ви е во право.
Од денес нема да се мешам во животот на работниците. Се што треба да се случи, ќе се случи. Како тоа на вистина? Да. Ајде, јас сум стара жена. Не трепнав цела ноќ за тоа што Ипек си отиде. Со какви глупости јас се занимавам? Како така брзо се придаде, бабо? Размислувајќи, сватив дека не е правилно семејството на Хикмет да се става во иста категорија со другите работници. Добро, јас ќе одам да се подготвам. Не е рано? Да, рано е, ама на мојата пријателка и се родил внук. Ќе одам да видам подарок за него. Дали адвокатот успеа да најде нешто? Имав еден доказ, сама некако го изгубив. Немој да се секираш, Душо. Баба ми се предаде во врска со испраќањето на Несрин. Ама јас не се откажав. Се уште работам на таа тема. Воопшто не споминуваш? Убаво стојам со брат и му најдов работа. Така? Всушност најправилно би било без да го подбуцнеме зетот, да сватиме што сака и да избркаме од тука. Тетка, многу ме изненадуваш. Треба секогаш да бидеш предпазлива, сладка моја. За многу кратко време, сите тајни на Несрин ќе ги дознам од Джем, затоа што тој ќе се чувствува должен. Може би девојката нема слабости? Сигурна сум дека има. Најлошо сценарио, тоа ланче не е нејзино. Ако јас го докажам тоа, нема да треба да најдеме ништо друго за да испратиме од тука. Јас мислам ти да не се мешаш многу во таа тема, тетка. Ако ланчето не е на Несрин, овој пат мама ќе се убие мислејќи дека татко ми изневерува. Битен телефонски разговор. Па, пријателка со која се немам слушнато одамна и ми предложи да одиме на кафе. Ќе одам веднаш. Ви останете со Туба овде кај нас, уживајте двете. Немој да се секираш, Душо. И јас секако ќе одам уште малку. Што се случи? Што се случува? Добра сум, што се случи? Мајко моја, не знам, од утрево не си рекла ни два збора? Замислена сум, некако нема ништо. Мамо, дојди малку те молам. Што се случи пак, Несрин? Мамо, ништо не е. Дојди ти. Дојди. Во овој случај сина не си наеше. Ја познавам господја Силда со години. Не е жена што би го дала своето дете на некој друг. Сигурно има нешто друго овде. Каде се Фатма и Несрин? Несрин сакаше нешто да разговараат, излегоа. Не, повеќе не можам да се занимавам со нив. Зошто, што се случи? Очигледно нема да работат. Ќе повикам помош од надвор за чистење. Јас ќе ти помогнам, сестра Миријам, заедно ќе чистиме. Не може такво нешто, и мене не може. Понекогаш ќе побарам помош од тебе за кујната во ред, ама повеќе од тоа е неправда. Собствениците на оваа куќа се 6 лица, работата станува тешка. Нема да ги трпам повеќе оваа мајка и ќерка.
Значи господјата Султан рече повеќе нема да се меша, а? Точно така, мамо. На крај попушти и се предаде. Нека се предаде со дозвола после толку настане вчера. Мамо, сакам да ти кажам нешто тебе. Требаше да знаеме дека нашиот господин Керим нема да не истера од оваа куќа. Глупоста е кај нас. Точно, всушност не требаше толку да се грижиме. Кога постои долг за живот, господинот Керим не може да не истера од оваа куќа. И господја Султан виде дека Селда не е против нас, па оп се откажа. Остави сега, заврши, ајде. Си отиде, темата затворена е веќе. Очигледно воопшто не им пречеше твојата идеја за венчавка. Ама јас ти кажав тебе, не можат да се справат со мене. Па ако многу сака, нека оди и господјата Султан и нека ја омажи таа драгоцена внука Туба за Мехмет. Таа нека си се омажи. Ниту еден од нив не може со тебе. Ниту во паметот, ниту во убавината. Машала, зошто мислиш дека толку се занимаваа со тебе? Замисли. Затоа што сватија дека си подобро од нив. Наместо да не стават на чело, не направија слугинки во нивната куќа. Зошто? Затоа што сакаа да те згазат. Никогаш нема да можат да ме згазат. Браво. Секогаш биди ваква Несрин, секогаш нека ти биде главата високо, Кирко. Па добро знам дека и јас претходно грешев, кога велев не прави Керко, молчи Керко, ама реков добро, признавам, ама подоцна сватив дека штом така правиш, ти уште повеќе ти се качуваа на главата и очигледно господинот Керем веќе нема тоа да го дозволува. Гледам дека немат господинот Керем тоа да го дозволува. Точно така. Гледај, мамо, инаку, кога шепотат, секогаш обидувај се да слушаш ти. Да видиме што зборуваат, што разговараат, што кажуваат. Овие многу зборуваат, точно. Што ќе биде? Што ќе биде, Несрин, нека зборуваат, нема грижа, нема мака, нема ништо нема. Наскоро јас ќе им покажам што е тоа грижа. Ако не и јас ке излезам цел ден дома сама, не може да се поминува. Душо, излези малку, секогаш си дома, искочи со пријателите. Во права си. Тетка Миријам, денес за ручек нема да има никој. Да си подготвите нешто за себе. Во ред, Туба моја. И јас да станам веќе. Дали е мене да дојде со вас, господјо Хандан? Бога ми, ако нема дома работа, може да остане. Во ред. Се гледаме, сладка. Се гледаме, тетко. Тетка Миријам, разговаравте ли со Ипек? Вчера навечер и утрово ја повикав, ама не ми се јави. И веќе јас не се јавив. Неправдано обвинета, се навредила. Не знаев дека си овде. Дојдов да ја помогнам на сестра Меријам. А каде е Меријам? Внатре ја чисти градината. Кажи да не те повикува постојано. Нека најде некој што ќе помага со работата. Веќе побара, господја Силда. Тогаш добро. Нека заврши што поскоро со оваа работа. Како може некој да си го даде своето дете на друг и да се однесува толку мирно? Уште колку ќе не држите тука вие? Момче, јас сум многу нервозен. Нема да те трпам само тебе. Ако не сакаш добра тепачка пред девојката, замолчи. Мене пак како кој знае колку интересно ми е тука да чекам. Точно се разбира дека ве вознемируваат овие мали работи и нервираат затоа што вие сте навикнати на големи работи. Ќути, молам. Молчам некое време и повторно храбро зема, а? Доста реков? Доста е веќе, застанете. Ајде, застанете, доста е веќе. Доста е веќе, застанете. Што правиш, бе, братче? Немој да се караш со деца. Добро ли си, сине? Вие зошто не слушате нас?
Велам дека тоа оружје го нема кај нас. Ми ја превртевте целата куќа. Ако го имаше, не би го ли дале? Одете си, ајде веќе. Го провери секое место. Ајде. Одете си од тука. Одете си. Ништо не ти е, нели, сине? А? Во ред, имам една-две работи да ги средам, па ќе излеземе. Во ред. Берен, каде одиш? Ај, колку си љубопитен, нали? Ама добро, така прашав. Ако не сакаш, не кажувај. Одам на градилиштето. Инаку го видели татко ми? Не го видов. Вчера вечер дознал за несреќата што ја направил синан, малку ни е лут. Ајде бе. Ама тоа требаше од почеток синан самиот да му каже, а не... Татко ми сака да разговара со тебе и за Ипек. За која Ипек? Младата девојка што работи кај нас. А, Ипек. За што ќе разговара? Татко ми ќе ти каже. Добро, во ред ќе поминам кај него. Инаку, по работата ќе одиме веќе на вечера, може ли? Може. А ти нема да се пресоблечеш? Зошто? Не ти се допадна? Не бе, душо, воопшто не е важно што носиш. И вреќа да имаш не би имало разлика. Ти си убава во секоја состојба. Многу си љубезен. Не велам само така, тоа е вистина. Ти благодарам. Да одиме на некоја пуштено место, може ли? Во ред, за мене нема разлика. Госпогице, берем вашето кафе. Ти оди во мојата канцеларија, јас ќе дојдам. Ова е нова вработена. Да, пријателката за која спомнуваше Несрин. Колку си брза, Берен, веднаш ја зеде на работа. Па дојде по работата и јас кога разговарав со неа сфатив дека е добра девојка и сакав веднаш да почне да работи. Како веднаш ја земаш на работа без да ги комплетира потребните документи? Особено казнената евиденција. Во ред ки кажам да донесе. Токму тоа требаше да го донесе пред да почне да работи. Одговорноста е моја. Наскоро ќе ја пратам кај директорот за персонал, ќе кажат кои документи се потребни. Види, од сега натаму, ако се договориш со некој да го земеш на работа, те молам прати го во човечки ресурси, во ред? Треба да се внимава на процедурата. Како ќе наредиш? Не наредувам, Берен, велам што треба да се прави. Во ред, подоцна ќе се видиме. Можам веднаш да ја донесам казнената евиденција. Значи ги слушна разговорите. Јас не прислушкував, ама се слушна. Не реков дека прислушкуваш. Кога реков кафе за вас, ми дадоа шекер. Ти благодарам. Го пијам кафето без шекер. Седни. Успеа ли да ја разгледаш компанијата? Не, немав многу време. Ќе му кажам на асистентот на татко ми да ти ја покаже компанијата и да те објасни каде што е. Во ред, јас со време сама ќе научам за се. Можно ли е такво нешто? Ги погледнав цртежите, ама не разбрав многу. Со време ќе научиш. Зейнеп? Рече дека ја познаваш Несрин од многу одамна, нели? Значи, бидејќи толку енергично ти бараше работа, изгледа дека сте многу блиски пријателки. Се познаваме со Несрин уште од деца. Таа ми е најдобра другарка. Иако не е многу сакана. Зошто не е сакана? Кога велам не е сакана, не е затоа што Несрин е лоша девојка. Несрин е многу добар човек. Од оние пријатели што ќе ти помогнат во тешките времења. Ама има некако многу остар јазик. Она што треба да се каже последно, тоа го вели прво. Затоа не е многу сакана. Јас наскоро ќе одам во градилиштето. Земи хартија и молив и дојди со мене, може ли? Може. Таму има неискористени тетрадки и молеви. Можеш да земеш и од нив. Добра.
Влези. Чичко, Повели, али? Берен рече сакаш да ме видиш. Да. Ми треба твојата помош, али? Вчера вечерта сакав да те повикам, ама во куќата имаше таков хаос што не можам да ти објаснам. Знам, си дознал за несреќата на синан. Како можеше да го криеш ова, али? Ова никогаш нема да го заборавам, да знаеш. Чичко, ова требаше синан да ти каже. Не е моje место и јас да ти кажувам место него. Оно што тој го направи е голема грешка, се сложувам. Добро што не заврши со трагедија целото. Ама за ова ќе разговараме одделно, јас и ти, во ред? Јас те повикав за друга работа сега кај мене. Меѓу толку работи се занимавам и со глупости овде цело време. Не ми се верува. Се надевам не е нешто лошо. Ипек, вчера вечерта си отиде од работа. Знаеш дека сакам како моја ќерка, така? И се плашам да ни се случи нешто лошо сега. Како нешто лошо? Не разбирам. Епа, знаеш дека девојката има очув, така? И постојано ја малтретира од она што разбирам. Затоа девојката мора да работи некаде каде што ќе има сместување, каде што ќе спие. Ако не направиме нешто да се врати назад, буквално ќе предадеме во рацете на тој лош човек. Свесен ли си за тоа? Не е убаво тоа. Затоа оди и види во каква состојба и што прави, што се случува. Адресата ја има Меријем, можеби и во сметководството ја има, провери таму. И кажи, ако сака да се врати, може во секое време да се врати назад. Ама ако не сака да се врати? Тогаш нема што да се прави, се разбира. Во ред, Чичко, јас ке се занимавам со ова. Во ред. И јас да излезам веќе. Премногу сум уморен. Знаеш дека воопшто не спиев вчера вечер? Аха, инаку поканата за вечера кај Фарук утре на вечер? Да, како го заборавив тоа, не разбирам. Искрено јас не сакам воопшто да одам, Чичко, ама подобро е што поскоро да одиме и да завршиме. Ако човекот дознае дека сите бегаат од него, ќе се навреди веројатно. Сигурен сум во тоа. А и на Селда воопшто не се допадна Фарук. И мене не ми се допадна Фарук. И ние од сега натаму нема многу да се гледаме со него и ќе заврши се. А и човекот мисли дека е многу лесно да го ожени синот за Берен. Ако на господја Селда не се допаѓа, синот воопшто нема шанса. Точно. И на оваа тема Селда ќе биде многу повредена сигурно. Значи не може многу да ги крие чувствата. И тоа произлегува од незината искреност. Здраво? Излегувате? Здраво, Хасан. Излегуваме, да, премногу сум изморен, воопшто немам спиено. Вчера токму му кажував тоа на Али. Колку фино, покрај базенот со чаша пиело ќе се опуштиш малку убаво. Дојди и ти малку да се ослободиме од работниот стрес, што велиш, а? Не, јас не сакам да ја вознемирам Селда, не. Хасан, како што јас со денови издржувам во куќата толку многу жени, тогаш и Селда ќе може малку да издржи со тебе, нели? А што велиш? Око за око, зап за зап. Точно така, да. Само во оваа војна господјата Селда ќе победи, да знаете. Ајде бе. Слушај му, сега ќе си одиш дома и ќе го оставиш ова вака да помине, на Мислам дека ќе го оставиме. Добро, Чичко. Јас сега да си одам, добро? Во ред. Хасан, и ти од сега почесто доаѓајте, молам, да заврши напнатоста меѓу мене и Селда. Навистина не можам веќе. Добро тогаш, ајде. Ајде. Ај, извинете што чекавте, ама сообраќајот беше ужасен, како и секогаш. Не, нема проблем. Господине Селим, знаете дека ако семејството не дозволи, ние не можеме да се видиме. За сега советничката ќе помогне. Се разбира, ќе најдеме начин за постојаните посети. Всушност, ако го запишеме вашето име меѓу доброволните работници, мислам дека ќе го решиме и овој проблем. Ова е добра идеја. Ај, многу сум возбудена што поскоро да влеземе. Повели. Сигурно ќе се сретнат со некој од минатото. Се заколнавме дека до крајот на животот ќе чуваме оваа тајна, Селда. И сега навистина нема да ти дозволам да ми го униште животот. Не мислам повеќе да се вратам ни дома ни на работата тоа. Не се предаве на гневот, синко. Што и да направи, все беше за твое добро. Дали беше за мое добро, кога и даваше пари на жената што ја сакам за да излезе од мојот животото? Кога ќе престанеш да купуваш луѓе со пари?
Имам компанија и ти си мојот единствен наследник. Морам да бидам сигурен во добрите намери на луѓето што влегуваат во твојот живот. Ова го правам за да те заштитам тебе и твојата иднина. Тато, јас не сум дете. Не ми треба заштита, разбери. Ти кажа ли твојата девојка дека разговарав со неа и понудив пари, ама дека таа не се согласи со сумата што ја понудив и побара многу повеќе пари? Не можам повеќе да ги слушам твоите лаги. Твојот проблем е тој Керим или што и да е. Ти сакаш да се оженам со неговата ќерка, ама тоа никогаш нема да го направам, разбери. Се противиш само затоа што ја сакам, нели? Јас имам жена што ја сакам и сакам да се оженам со неа. Сакал ти или не, јас ке се оженам и тоа е последно. Знам дека ќе ми се налутиш многу заради ова, ама морав да го направам ова за твое добро. Што е ова? Погледни и види. Инаку утре Керим и семејството ќе дојдат на вечера. Состојбата на мајка ти е позната, барем ти биди покрај мене. Сигурни ли сте дека не сакате да останам тука? Бидејќи не го најдат тоа што сакаат, нема да дојдат. Од сега нека се грижи Хазим. Јас да влезам внатре да средам малку. Повторно се извинувам, сине. Заради нас, за малку ќе влезеше во проблеми. Не е тоа ваша вина. Луѓето не изгледа како многу опасни типови, па дури ни оружје немале, гледате. Откако го познавам Хазим, ми се случуваат работи што не сум ги видела и не сум ги доживеала. Господ нека направи со него како што знае. Аман веќе. Мајка ви ќе се вознемири кога ќе ве види. Не е тоа проблем. Воопшто нема да им кажам дека дојдов тука. И ти не го кажувај тоа, во ред? Не сакам да дозна дека водиш и нет. И да сакам не можам да им кажам, затоа што веќе нема да ги видам. Ама, значи, колку си наетлива, Ипек. Значи, и да си исполниш желбата на таа Фатма? Сакаш да изгубиш од неа? Јас не сакам да оставам мајка ми сама. Па, ако некогаш ме повикаш, нема да е проблем. Ке кажеш нешто? Да. Господинот Керим и господинот Хасан од компанијата доаѓаат. Додека јас подготвам нешто, ти провери околу базенот ако има нешто да собереш, да средиш. Рекоа дека ќе седат надвор. Во ред. Има ли вести од Ипек? Не. Зошто прашуваш? Ај, душо, не гледај како се караме ние. Јас сепак ја сакам Ипек. Мајка ти ја посрами девојката, а сега велиш дека ја сакаш. Јас, душо, тука зборувам во свое име. Мајка ти има чудна навика. Не се грижи за никого, освен за тебе. Нели се сите мајки такви? Секако дека нема да се грижи за никого, освен за своето дете. Оној што има милосрадно и праведно срце не би го направил тоа. Не е важно дали е мајка или не. Добро тогаш. Сите мајки се исти, велиш. Зборуваат се какви работи и прават хаос, а потоа играат невини. Што има? Зошто се караш сестра Меријам? Ништо. Несрин рече дека ја сакала Ипек, па се налутив. Ако ја сакаше, зошто го избракаа девојчето? Епа, сестра Меријам, кога ја спомна Ипек, во канцеларијата на господин Керим видов фотографија на млада жена. Многу личи на Ипек. Не забележа ли? Не, кога ја видов фотографијата, веднаш ја забележав сличноста.
Точно. Канцеларијата обично јас ја чистам. Нормално е ти да не забележиш. Која е таа жена, сестра Миријам? Господја Севим, сестрата на господинот Керим. Ипак сигурно е ќерка на господин Керим и господја Силда. Нема друго објаснување за ова. Добро, ама како другите не го разбираат ова? Бидејќи не може да најдат сличност. Може би парот не знае за замената на децата? Дали тајно го направиле во болницата? Веќе јас не знам во што да верувам. Каков неправден свет, нели, Керко? На секој, никој не дава, на некој дава, а тој не се грижи. Колку време сме во оваа куќа, не видов ниту една личност да влезе во овој базен. Мама, овие луѓе се толку навикнати на луксус, што базенот воопшто не им е важен. Ама да ти кажам нешто, ниту една од тие што живеат во оваа куќа не го заслужува овој живот, затоа што сите се безобразни и разгалени. Да, така е. Затоа јас ќе имам се што има тука, ама многу подобро. Ако го користиш умот, ќе успееш. Ама ако се заљубиш во некој сиромав, тоа не можам да го знам. Што се случи? Пред само 2 дена се обидуваше да ме омажи за Акив, сега што се случи? Што се смени? Луда ли си? Тогаш ние живеевме во 2 соби и дневна во барака. Дали знаевме за ваков живот? Господе. Плюс, тогаш во малото најбогат човек беше Акив. Нечесен човек. Несрин, да ти кажам нешто. Фала му на Бога, дури кога барав пари од господинот Керим, не ја спомна приказната за ланчето. Мамо, секако дека не може да каже, затоа што многу добро знае дека ќе го пријавам во полиција. Па да кажам нешто, ако инсистира да бара пари, знаеш дека господинот Керим може да не стави пред врата. Воопшто не мислам. Мислам дека господинот Керим ќе му ги даде парите на Акив. Како можеш да си толку сигурна? Не знам. Господинот Керим е жив благодарение на татко ми, може би затоа. Ама Керко сега не се вели така, човекот и за джем даде пари. Нема што да се прави, мамо. И за Акив ќе даде. Ете, има пари човекот. Нели? Брзо напредува, нели? Да, во право си. Да видам дали е тука мајсторот да ни даде информации. Во ред, јас ќе прошетам околу. Вие сте архитектот нова? Не, јас се грижам за проектите на вилите. Имате многу проекти? Здраво, душо, дојдов да те видам. Шуле, колку пати ти реков да не доаѓаш без да се јавиш? Ама воопшто не се гледаме, многу ми недостасува, што да правам? Здраво, Како си, Синан? благодарам. Каде е татко ми? Пред малку излезе, беше изморен, рече дома оди. Синан, нема ништо лошо, нели? Не, брате, нема. Тој очигледно е нерасположен. Шуле, знам, си се заморила да дојдеш до овде, ама јас морам веднаш да излезам. Не разбирам каква важна работа има, што не можеш ни 15 минути да се со мене. Шуле, не се однесувај како да сум ти ветил и не сум исполнил. Добро, тогаш вечер заедно ќе вечераме. Вечерва имам друг договор. Јас сега одам, во ред? Во ред, не се растажувај. Ќе зборуваме подоцна. Се гледаме.
Очигледно, повеќе не сака да се гледа со мене и не ми кажа за вечерата со Берен. Сигурно нешто има помеѓу нив. Берен никогаш нема да ти го остава мали. Се договорив со еден од луѓето на господин Керим. Тие ќе направат промени во димензиите на арматурата. Тие во меѓувреме направи една мала несреќа на градилиштето за да ги забават работите што е можно повеќе. Најдоцна утре ќе добиете вест. Кај господин Бурак. Таму ќе ги пратам децата. Ако сакате, јас ќе одам. Значи, мене ми остана се грижам за него. Дојдиха сам, повели. Чудно е колку е тивко во куќава. Вашата куќа е секогаш тивка, Керим. Одамна немаш доаѓано, затоа сега така ти изгледа, да знаеш. Инаку... Добре дојдовте, господине Керим. Ти благодарам, Меријам. И вие добре дојдовте, господине Хасан. Благодарам, Меријам. Како си ти? Добро сум, благодарам. Не доаѓавте долго време на вечера. Знаеш, многу ми недостасуваше вашата храна, да ви кажам. Понекогаш се прашувам дали ќе ми направиш и мене. Секако. Кога сакате, ќе ви направам што сакате вие. Секако. Благодарам, Меријам. Меријам, изгледа го избравме најдобриот момент за одмор, така ми личи, нели? Ќе бидеме малку во работната соба, потоа ќе одиме кај базенот, во ред? Во ред, господине Керим. Повели, Хасан. Штом нема никој дома, барем базенот нека послужи. Селда и девојките не се дома. Ама, жената не кажа ниту збор. Мислам дека треба да бидете малку потрпеливи. Вие гледате дека болеста е прилично напредната, нели? Се разбира, ќе бидам трпелива, ама не треба само да ја чекаме жената, господине Селим. Секако. Се разбира, ќе чекам со надеж од вас. Господа Селда, вие немој да се грижите, ќе ви известувам за секој чекор што ќе го направам. Благодарам многу. Се гледаме. Сигурно ќе начека момент кога ќе прозбори нешто. Ајде, не стој на градилиштето. Излези надвор, јас ќе одам да го проверам задниот дел. Добро. Лесна работа. Како изумив да ја повикам Несрин? Не и кажав дека почнав со работа? Падна! Госпогице Берен! Господјата Берен падна! Госпогице Берен! Соберете се! Падна! Тука е, дојдете!
Мамо ми упропастиле собата, сите работи ми беа на земја. Добро што го сокривме оружјето. Зошто не им го дади да се спасиш? Не може така. Додека тоа оружје е кај нас, Хазим не може да дојде во куќата. Мамо, овие луѓе повторно ќе дојдат. Нека дојдат, нема да го најдат. Да ја продадеме ли оваа куќа? Да си отидеме од тука. Хазим и неговите луѓе нема да не најдат. Овој пат не ни наштети, а мамо, но следниот пат можат. Ке видиме, ајде. Многу сум изморена. Мамо, не сакаш да разговараш, нели? Мамо, каде се сликите од мојата соба? Прашуваш за фотографијата во рамка? Јас ја сокрив. Дали тие луѓе повторно дојдоа? Ќе видам јас. Батуали? О, нашиот бегалец е овде, а? Што бараш ти тука? Дојдов да те видам и пек. Чичко Керим кажа си напуштила работа. Види сега, сака да се вратиш. Им благодарам, но... Чекај, не се противи веднаш. Шефот прати човек по тебе. Зошто толку многу му е важно? И на врата ли ќе ме оставиш? Не ли е срамота? Во право си, Батуали, те молам, извини, влези. Еден момент. Да? Берен? Што се случи? Имало несреќа на градилиштето, Ипек. Во врска со госпогица Берен? Да, јас морам да одам веднаш. И јас ќе дојдам. Мамо, јас одам! Повели Хасан. Види. Кој ова? Несрин. Ќерката на Хикмет.